Имате улога всушност на координатор, нели, за управување со кризи со една ваква институција. Знаевте ли дека една ваква институција со која морате тесто да соработувате не си ја врши работата предвидена според закон? Моите интервју во вашите вести и во други мои настапи, неколку години наназад патувам на тоа дека системот за управување со кризи има слабости, кај граѓаните постои една погрешна перцепција бидејќи ги мешаат институциите ЦУК и ДЗС. Центарот за управување со кризи во случај на прогласена кризна состојба координира сите државни, би додал и приватни ресурси доколку тоа е неопходно. Како на пример во 21 година кога се разгледуваше варијантата приватните болници да бидат ставени во служба на држава. Во такој случај врз основ на законот за управување со кризи тие може да бидат во наводници привремено национализирани и државата да управува со нив сето тоа преку Центарот за управување со кризи. Кога нема прогласена кризна состојба, како што впрочем е најголем дел од годината, тогаш нашата улога повеќе би рекол е како англиска кралица, односно кај нас се пресретнуваат информациите. И ако никој не отиде да поправи отворената шахта или другата опасност на кривената клима уред, тогаш ние немаме механизам како да ги принудиме институциите, морам јас лично да се појавам благодарение на мојата јавна. Вие сте ли првата информација, граѓаните кои што се обраќаат, нели, за да пријават одредени проблеми? Дали во ЦУК досега сте имале пријави за незаконско работење, како тоа што беше на дискотеката Пулс или други објекти каде граѓаните утврдиле инфраструктурна, безбедносна или која било друга опасност по посетителите? Не, бидејќи тоа воопшто не спаѓа во нашата надлежност. Дури и овој проект кој што е неформален пријави опасност го воведов пред 3 години, затоа што многу од граѓаните се јавуваат на бројот 112 или пишуваат мејлови во ЦУК или многу често и на социјалните мрежи ме бележат мене и бараат помош. Ние како институција кај која што се вкрстуваат информациите, бараме од надлежните институции да останат пред се опасност која што непосредно го загрозува животот, здравјето па и имотот на граѓаните. Вакви случаи како што е дискотеката, угостителски клубови, ние едноставно немаме информации, ниту механизам, нити право да извршиме проверка.